Во штипската населба Македонка живее 25-годишниот Тоше со комбинирани пречки во развојот и неговиот најдобар пријател францускиот булдог Баки, заедно со 15 канаринци. Ова неверојатна приказна за љубов, меѓусебна подршка и разбирање покажува како еден миленик може да го промени животот. Нема доради, чувам кучета, шетеме, спиеме, играме, фудбал играме. Тоа значи дека не си сам? Не. Другар. Дурач. Грежиш се. И грежим сам. Хранеш ти. Храна, Одиш по изложби. одеме, командно Скопје. Баки кај на себе веќе 3 години, доста му има променето животот на Тоше, бидејќи тој со неговата попречност нема доста другари, не може да испаѓа надвор по град, едноставно му е занимација. Од таа занимација толку се поврза еден со друг, што не може еден без друг. Може слободно сега да го оставам, да ги се завршам моите потреби, знам дека има некој со него што е. Дали има специфични моменти кои го покажуваат нивното пријателство? Ако отиде он некаде на гости или било да испадне, одма го тражи. Толку е приврзан со него, значи кога леgne да спие, одма стане, дојде да види дали е тука. Од собака одма го тражи дали е он тука. Тоши и Баки се пример за тоа како љубовта дури и од едно животно може да направи голема разлика. Во свет кој често е тежок за разбирање за лицата со комбинирани пречки во развојот, едно куче успеа да внесе светлина. Кои се омилените активности на Тоши и Баки? Доста работи со него, го дресира. Од таа дресура веќе почнавме да одеме на изложби. И на републички, и на меѓународни изложби. Има доста освоено пехари, титули, веќе е шампион на Македонија, гранд шампион на Македонија, балкански шампион, шампион на Србија, Косово, шампион на Хрватска и Албанија. Има доста титули. Како Баки му помога на Тоше при моментите на стрес и анксиозност? Кога Тоше е малку нервозен и ја одма оде кај него, умилкува се, носимо го топчето, или кога нешто веќе осеќа дека нешто не е добар Тоше, едноставно му носи некоја умирена играчка и сака да си игра со него. Ово вика, не може, па, остае ми фане, кача си кај него на кревето, едноставно вадим као негативната енергија од него. Има ли посебни ритуали или рутини што ги споделуваат? Од сабајле прво основно отидат надвор извршат си нужда, после тоа седнат играт си и работа, дресура. Како врската со Баки ја менува емоционалната состојба на Тоше и како му влијае? Да, доста го прави среќен. Исполнете. Како нивната врска влијае врз хармонијата во домот? Па едноставно добра хармонија има, не дава многу галама. Ако го скарам, например, јас Тоше некој као родител, ако го скарам, он дојде пред мене и предупредеме да не го карам него или било што. Едноставно за да обрамбен механизам. Тоше, Баки, да го дарам Тоше, одма, знаеш, дојде. Реагира. Како реагираат пријателите, соседите, кога ги гледаат заедно и нивната невербална комуникација? Добра е, одлично мислам да кажа. Нема жалби, знаат го, Тоше го знаат дека е со него стално по цел ден шетат. Едноставно овака изгледа страшен, меѓутоа толку мил и луѓето некако од страф реагираат некој пат негативно спрема нив. Дали Баки му помага на Тоше во некои посебни тешкотии? Доста ми помага на мене со тоа. Вам би ги олеснува работата? Олеснува ми работата. Едноставно, ја не знам што му е на Тоше, он едноставно дојде со една обична игра го расположи. Каква порака испраќа оваа приказна до луѓето за пријателството, љубовта и разбирањето? Сите овие деца што се со попреченост и лица со попреченост и нивната грижа спрема кучињата дава некој резултат. Значи, децата со аутистичен спектакл знаат да препознат вистинско пријателство. И тоа пријателство резултира со заедно пријателство резултира да тие деца не се осеќаат осамено. Што е со канаринците?
како успева дури за 15 да се грижи Тоше. Кнариниците случайно почнавме, пошто ја порано ги чував, едноставно го запоставивме тоа јато и веќе 8 години почна да ги чува. Се грижи за нив, најде некако му е оваа пријатна песна, кнариниците што му пеат. Пријат. И едноставно почнавме од еден пар, па веќе направивме повеќе парови. Цело семејство. Цело семејство. Еве сега во процес на парењето, он тачно знае кој е пиле, кога, каква храна треба да му се даде, кога вода, што и како. Јаца. Тоше и Баки зборуваат на ист јазик и нивната врска кажува повеќе од зборовите што можат да се опишат. Оваа приказна ни покажува дека љубовта, пријателството и разбирањето доаѓаат во различни форми. Понекогаш дури и со 4 шепи и опашка.